Мигрирањето на овие млади луѓе е директен продукт на овие ребаланси на буџети, на носењето на буџетите и крајно поради скривањето на реалноста во вакви флоскули економски, кои треба да прикажат просперитет, да прикажат стабилност, додека општеството екзистенцијално гори, да ги зацкријат маките и болките на луѓето кои се приморани да мигрираат. Да зборуваме за макроекономски стабилности, додека семејствата во Република Македонија се разорени, нестабилни и нападнати директно од државниот апарат и од економската политика која тој државен апарат ја дозволува. Во овој личен пример имаме дете кое мигрира, кое се бави со large language models, тоест со колоквијално речено вештачка интелигенција. И тој ќе оди да се дообразува во Хамбург на Институт за вештачка интелигенција. И не само ваков пример на луѓе, кои всушност треба да ја носат иднината на Република Македонија. Не само тие, туку и во многу поголема пропорција, оние кои работат физички работи, оние кои треба нам да ни бидат кичмата на економијата, почитувани колеги пратеници, и да ја движат економијата, затоа што мислам дека многу често вие заборавате дека работниците и обичните луѓе се тие кои ја движат економијата, а не вашите неолиберални филозофи. И овие наши луѓе одат и работат најобични физички работи и пежоративно ќе се изразам, чистат тук смет. А и во Македонија има многу смет за чистење кој се фарба преку вакви буџети и вакви ребаланси на бројки кои се потполно глепени од реалноста која живеат граѓаните на Република Македонија. Овие ребаланси, почитувана министерка, покрај сите работи кои ги изнесовте, овие ребаланси се катализатори на иселувањето на нашите